Благодарам, почитуван подпредседателе, што ми дадовте можност да се изјаснам поднос на овој амандман и за волја на вистината, следејќи ја дебатата овие 8 претходни дена поднос на амандманите, општава и амандманската расправа, за овој амандман имам позитивно предчувство дека ќе биде прифатен. Затоа што не заслужува Собранието на Република Македонија да дискутира за вакви во наводници паушални проблеми. Зарем министерката треба и државата да ја оптоваруваме со барање за 700 метри асфалт? Зарем треба да правиме муабет дека на овие луѓе не треба да им се одобрат 3 милиони денари за да се изградат 700 километри асфалт? Почитуван подпредседателе, само една паралела. 4 гуми за Мерцедесот во кој што се вози Заев коштаат 4 милиони денари. Тоа може да го проверите на сајтот на Министерството за јавни набавки. 55.000 евра. Жителите на Караорман Штипско би биле презадоволни доколку денес вие како членови на оваа комисија им овозможите во 21 век да живеат и да патуваат на асфалтирана улица. За 700 метри правиме муабет. Не се ова 700 километри автопати како што ветуваја. Не се ни 700 километри регионални патишта. 700 метри патче во Штип. 50.000 евра. Толку дневно трошат за апетисани министерствата во Република Македонија. А граѓаните на Караорман, Штипско, газат вокал. Ако вие, почитувана заменички министерке, очекувате дека локалната ќе го реши овој проблем, верувајте во иднина како Совет, не се надавајте на тоа. Затоа што во Република Македонија нема локална самоуправа која што функционира. Ова ви го гарантирам. Нема градоначалник кој што функционира и кој што реализирал некој проект. Штип, на почетокот може би имаше некоја надеж, затоа што градоначалникот е градежен инженер. Има искуство во работата со овие инфраструктурни проекти. Имал собствена фирма. Знае како се работи ова и сите граѓани на Штип, вклучително и на Караорман, очекувале дека кога Бочварски ќе биде градоначалник, инфраструктурен бум. И жителите на Караорман, вклучително, преку господинот Трајче Димков и Никола Мицевски, апелирале да се поднеси овој амандман и да се побараат скромни 3 милиони денари. Уште еднаш апелирам до моите колеги да не ги унаказуваат жителите на Караорман. Затоа што за недела-две тие ќе се појават во оваа населба и ќе им кажуваат дека Македонија цвета, Македонија блеска и дека Штип со крупни чекори граби напред. Затоа уште еднаш ве молам. 50.000 евра не дошле да бидат проблем во овој буџет. Ви благодарам.